Помина речиси 12 години кога во тоа време работев во тогашната А1 телевизија, во утринската програма Раноден, заедно со еден од најпознатите сниматели, камермани, фотографи и кинематографи во балканските простори, воедно и основач на првиот документарен портал во Македонија, Маријово филм, и основач и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, Лука Суша, каде што речиси една деценија крстаревме низ Македонија, влегувајќи во македонските села, правејќи историографски документарни записи со работен наслов Заборавени, се со цел да ги оставиме во колективната меморија на генерациите македонци, за да не останат покриени од правта на заборавот. Ја посетивме и Струшката ривиера, меѓу кои и селото Радожда, каде што ме пречекаа моите радождани, кои ми раскажа многу приказни за историското битисување на нивното село, ги видов добрините кои ги создала природата, безпрекорно вткаена во верижниот западен јабланички планински гребен, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Охридско, Струшкото, Рожданско водно огледало. Почитувани мои, помина речиси 30 дена од мојата посета на Струшкото село Мислешово, на сам ден на Водици, ова 2024 во Господово лето, кога начално се договоривме со Славшо Скрчевски да наминам во селото Радожда на денот на осветувањето на црквата Света Недела, чие осветување беше планирано да се одржи на 10 март ова 2024 во Господово лето, да направам документарен запис. На пат за Радожда тргнав ден пред планираното осветување на храмот Света Недела, народски кажено на првата задушница, која секое Господово лето се паѓа 7 дена пред прочка, каде што покрај членовите на црковниот одбор на 7-те радождански цркви, мештаните, ме пречека еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози, географи и историчари, а воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во Струшкава регија по нова географско-антрополошка и историографска истражувачка мисија, воедно заеднички да присуствуваме на утринската богослужба, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник, заедно со свештениците од Струшкото црковно наместништво и соборскиот народ, посветено на осветувањето на храмот Света Недела. Почитувани мои, откако така да речам си сторивме здравоживо со членовите на црковниот одбор, мојот домаќин Славчо Скрчевски во името на црковниот одбор и во името на радождани предложи најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за селото Радожда, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни како за нивното родно село, така и за 7-те духовни светилишта кои што ги има ова село, кои што приказни им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Под сводот небески, во подножјето на карпест гребен спуштен од политена јабланица, го гали погледот Радожда. Со варошки налик, некогаш рибарско село,
сега примамлива туристичка дестинација. Мами со световното, ама не помалку и со духовното. 7 цркви на едно место. Секојдневно се осветуваат во езерските води како Божји дар. Од Пештерската свети Архангел Михаил стара 8 века до исцелителната света недела, во која случајни минувачи, посетители, верници наоѓаат не само духовен мир, туку и лек за своите болки. Од оваа црква има извори кои на многу верници им помага, вели епитропот на црквите во Радожда. Традицијата се испреплетува во секое катче, а детите до ден денешен се негуваат. Зашто во Радожда модерното живење не можело да ја потисне древната навика. Единствена е и поради љубезноста на радожданецот, тврдат оние кои се веќе угостени. И тие што прв пат доаѓаат, ама и оние што откорнати од родното огниште после години му се враќаат. Селото Радожда е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на селото му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат од давнешни времења, од каде што се дознава дека урбаното живење е било добро организирано. Минатото и сегашноста на оваа населба е премалку за да може да се види со еден поглед, со еден офат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на раздожданскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени зад превесот на времето. Јас знам 200, такари сте, 200 куќи имаме. Така? Комшиски села, Мали Влај, одавдека Лилие, Албанское, Калишта, Радолишта и Франгово. Вака да ми наброиш неколку викани места, одека, како се вика. Да ти кажа, Лебиње, горе Клинчки дол, па Василев дол, па Пештев, Брегој, Дукурип, Кошјо, Мали Лазев, Долни Лазев, Локов, па... Има и други многу. Има многу. Селото Радожда илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на древно македонските племиња, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски, култура македонска, како дел на Римската империја, како дел на Византија, како дел на македонската Склавинија Берзитија, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи и грамоти на византиските императори Михаел IX Палеолог и Андроник II Палеолог,
како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урос IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1340 до 1355 година, каде што во Душановите повелби од 1342 до 1345 година е забележано дека селото Радожда е дар на црквата Пресвета Богородица Перивлепта во Охрид под името Радобужда, како дел од Македонското кралство предводено од кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, и кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 година до 1395 година. Колку мала има село? Мала 2-13, може ти поќе имат. Така? Да, сакаш да ти наброја? Ајде, да ми наброиш. Ние сме Несторовци, Така? па до нас се Скрчевци, па потака се Пејовци, па повака се Цизаловци, па погоре се ние од Чуча, как и викат, Чочовски, па Шеќеровци, до таму до долу, Бакрачевски, Бушевски, Љаковски, Кутановци, Шајновци, па Мангоски, Ванѓеловски, Шоповски и другите се така населени од ове натаму е. Ние сме во старото село. Општејувањето на Радожда е забележено и во томаскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1396 година за време на владењето на томаскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Бегус, со чиј атар раководел Тимарот Тимартуш Паша. Селото Радожда е забележено и во пописниот турски Дефтер од 1443 година, каде што е забележено дека со Охридско-Слушко-Деварското скадарската регија владеел Ѓорџија Кастриот, во пописните дефтери од 1520 година и 1560 година за време на султан Сулејман Величествениот. Селото Радожда е забележено и во томаските пописни дефтери од 1565 година, 1570 година, 1582 година и во томаскиот пописен дефтер од 1610 година. Ајде сега вака оде ми кажеш тебе кој ти е куќна слава? Арангел. Така, може ли да се сетиш на времето како беше живото во селово за Великден, за Божи, за Света недела, па за Илинден, за Богородица голема и мала, кога се правеа свадбите овдека? Свадбите најпоќе во зиме се прави, зашто мајсторите сите беа на печалба и се прави од јануар па до февруар. Кога се мажев ја, 13 свадби бевме. Во втората половина на 18 век селото Радожда било чифчичко село, чии чифлик сајби на 17 чифлици биле Исмаил бек и неговиот син Јуфус Муклис Паша од Јанина во времето на султанот Абдул Меджид, чиј чифлигарски систем во Македонија, а и во селото Радожда се задржал се до падот на турската отоманска власт на Балканот во 1912 година. Последен чифлик Сајбија, кој што речиси го поседувал целиот имот во оваа регија, околу кои негови чифлици чипчините изградиле своји живеалишта, бил Абдур Амар Кала Сага. Кај одете на пазар? Струга. И то вежани. Така? Да. После брод почна да иде.
Со брод. Со брод одевте. Со брод одевме и идевме. Што кој ќе појдете на пазар во Сливен, што купувате да речеме? За јадење нешто, а друго све, пак ја нарочито од кај што бев во таа куќа, имавме ми и сирење, и изгаровки, брашна, а одевме да мелиме чеинцата во Радолишта. Во Денци одевме, ми имавме кој, некој вежани, некој со магаре. Така. Значи, одевте на пазар, да речеме се си имавте да купите газија, да земите... Гравче, ове, он, тоа беше, и вежани носевме. Така. Вежани. Иде и застој се. Ова сега, ова ќе го да ми кажеш. Рече дека имавте селски носи. На селска уште имам. Така. Тешко ли беше да се навесат кошулите, да рече? Ја везев на ламба и то. Немавме сијалица, ламба е, знаеш? Знам, така. Везев. Зашо одев на работа, 6 години имавме расадник од Шумско. 6 години то со такво бе, со книжка, со све, со, како го викаш во сега, со осигурање. Одев, 6 години. Ќе станевме рано, од 5 сатот пешки да оиш до под милицајците, расадникот това. И оди и плети. Плетевме чораби за дарој. Селски носи што ги имате се од вашите баби, така речено. Отприлика да речеме вака едно, колку се стари овие носи? Или колку што се вашите баби? Да, толку нашите баби. Да се ме здрави и живи. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1397 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото Радожда имало 650 жители, додека пак според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговото дело Македонија и незината популација, во 1905 година во Радожда живееле 800 жители. Првата половина на 19 век за Радожда е период на обновување на селото испразнето со опустошењето и уништувањето на турскиот башибозук од страна на турските власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на претходно разорнатите цркви: Света Петка, Свети Илија, Света Богородица, Света Недела и црквата Свети Никола. Колку цркви има село? 7. Ајде да ми наброиш. Имаме главнава црква Свети Никола, Свети Арангел, сега утре Света Неделя, 3, па Свети Илија, Богородица и Света Петка и Света Среда. Да. Пештенската црква, посветена на војсководителот на небесните сили, архистратегот Михаил, се наоѓа високо во карпите над струшкото село Радожда на западниот брег од Охридското езеро. Не е познато кој ја финансирал изградбата и фреско живописувањето. Црквата се состои од два дела, од кои вториот дел служи како нартекс, ориентиран во правец север-југ. Апсидата е поставена на исток, изградена од камен и тула, а нејзината основа е поставена на дрвени греди. Источниот зид и сводот на нартексот исто така се изградени од камен. Двата дела
на пештерната црква се фаќаат простор од 10 метри по 2 метри. Во целост, денешниот изглед на црквата го добила во 14 век. Најважно е што дел од фреско живописот потекнува од 13 век. Со тоа може да се заклучи дека и самата градба треба да датира од 13 век. Од оваа црква лесно се воочува извонредната представа на чудото во Хона од 13 век и ги отсликува сликарските способности на анонимниот Зограф. Од 13 век потекнуваат и представите на Света Параскева, Свети Јован Каливит и Свети Климент. Црквата е повторно фреско живописана во 14 век. Во овој период се насликани големите празници и Христовите страдања, од кои денес се препознаваат неколку сцени во највисоките зони на храмовиот ентериер. Интересно е да се напомене дека представата на Вознесението Христово се наоѓа на надворешната страна. Фреско живописот во нартексот е подобро зачуван и по својот распоред е соодветен со украсувањето на охридските еднокорабни цркви од средината на 14 век. Фреско живописот од 14 век ги има карактеристиките на овој период. Лицата се поскромно моделирани, драпериите ја следат фигурата на телото, представите се изведени со поголем графицизам и воопшто самата палета на бои на сликарот е поскромна. Постои и фреско живопис од 17 век. Поточно ова е представата на Архангел Михаил во цел раст насликана на источната фасада десно од влезот. Фреско живопис има и од 16-тиот или почетокот на 17 век, но само во нартексот. Иконостасот, чијшто дарител е господин Крсте Секулов, потекнува од 1840 година и е изработен од Јаков Радев од село Лазарополе. Оваа црква зазема значајно место во културното наследство на Македонија, бидејќи во низиниот ентериер се зачувани фрески од 13 век и е една од малиот број на црковни објекти во овој век на територијата на Македонија. Други цркви од овој период се Свети Никола во селото Манастир од 1271 година, Свети Јован Богослов Канео 70-80 години од 13 век, Свети Архангел Михаил во село Варош Прилеп 1270-1280 година, Свети Димитрија во село Варош Прилеп околу 1290 година, Свети Никола во Варош Прилеп 1298 година и Свети Богородица Перивлепта од 1295 година. Во 2003 година е изведен истражувачки конзерваторски проект на црквата, кој бил реализиран во соработка со фондацијата World Monument Fund од Њујорк. Тимот го сочинувале доктор Панче Велков, магистер Донка Барџиева Трајковска, магистер Снежана Герасимова Матевска, Драги Верговски, Васил Трајковски, Илија Џорески и други надворешни соработници од Македонија. Тогаш е извршено и раслојување на фреско живописот, особено мако трпен процес со што се откриени фреските од 13 век. Црквата Свети Никола е еднокорабна градба, градена од крашен камен со една апсида на источната страна, изградена во 1841 година, а живопишана
во 1890 година, а за тоа говорат двата ктиторски написа испишени во медајони кои се наоѓаат над олтарниот простор. Во живопишувањето на црквата учествувале повеќе зографи кои оставиле податоци за себе во нишата на протезисот, меѓу кои стои името на зографот Јосиф Радев. Натрешниот простор на црквата Свети Никола е поделен на травеи со испуштени пиластири. Просторот на наосот кон запад е отворен и поделен на две нивоа, со формирање на мала катна галерија. На иконостасот во црквата се поставени икони што им припаѓаат на различни хронолошки периоди. Некои фрески се сликани по живопишувањето на црквата, како што е фреската на архангелот Михаил, насликана на вратата на протезисот од истиот зоограф Јосиф Радев во 1893 година. На иконостасот има престолни икони кои датираат од втората половина на 18 век, како дело на Охридската зографска школа, која потекнува од познатата зографска тајфа на Дичо Зограф и Аврам Зограф. Во олтарниот простор во конхата на апсидата е сликана двопојасна представа на Богородица со круна на главата. На себе има црвен мафонион, декориран со златен паспул по рабовите, а наградите во медајон во облик на светлосна мандрола со малиот Христос, каде што и приоѓаат пророците Давид и Соломон со свитоци во едната рака и кратки жезла во другата. Во зоната под конхата, од двете страни на прозорскиот отвор, е насликана композицијата на причествувањето на апостолите. На јужната страна е представено како Христос ги причествува апостолите со вино, а на северната страна е причествувањето со леб. Поворката на апостолите од причестнувањето излегува од просторот на апсидата и продолжува на северната и јужната страна од источниот зид. Во првата зона на апсидата е насликана литургиската служба на светите отци. Во средината на сцената е поставен светиот престол, чесната трпеза на која се поставени два свечника со запалени свечи, затворено Евангелие и звездица со аер. Од двете страни се светите отци, творци на литургијата во фронтална става со богато извезени сакоси, омфори, фелони и надбреденици, држејќи во своји раце отворени Евангелија со испишани текстови од литургијата. На јужната страна прв е насликан Свети Јован Златоуст со испишан текст на отвореното Евангелие. Зад него е Свети Григори со отворено Евангелие во левата рака и испишан текст. Зад него во поворката е Свети Атанасиј Александриски со Евангелие. Од северната страна на престолот приоѓа Свети Василий Велики со Евангелие во рацете, а зад него се Свети Никола и Свети Кирил Александриски, кој во раката носи отворено Евангелие со испишен текст. Во нишата на џаконикот е насликан Христос, добриот пастир, како на својот врат ја носи изгубената овца, а околу е испишан подолг текст од пророштвото на Исаија. Над нишата на источниот зид се апостолите од причестувањето, а над нив во трета зона се насликани сцените на благовештението на Богородица и благовештението на Јосиф во пустината. На јужниот зид од првата зона на џаконикот е насликан џаконикот Киријак со долг црвен штикар, ораор околу рамото и појасот, во десната рака држи свечник со 3 свечи, а во левата затворено Евангелие. До него, западно од јужниот зид, е насликан Светион Фурий, монах анахорет, насликан во својата традиционална иконографија со прекрстени раце на градите и прекриен на бедрата со листови, обраснат во влакна и со долга брада, која достигнува до неговите стапала.
Во највисоката зона, односно сводните делови од двете страни, се насликани неколку сцени од циклусот на Свети Никола, сцената каде што Свети Никола воскреснува жена, сцената каде што Свети Никола чита Евангелие и сцената каде што Свети Никола е насликан во еден кораб, како му подава рака на Василий во разбрануваното море. Во сводот во медајон е насликана поголема до појасна представа на Свети Никола, а околу него од двете страни на сводот се насликани по тројца пророци. На јужната страна од сводот се насликани пророкот Езеки, пророкот Или и пророкот Елисеј, а на северната половина од сводот се пророкот Наум, пророкот Данаил и пророкот Амос. На северниот зид над зоната на допојасни представи продолжува циклусот на различни композиции со миење на нозете и тајната вечера, убаво компонирани и умешно вклопени во овој простор. Над нив има неколку сцени од циклусот на Свети Никола, спасувањето на трите девојки од блуд и упокојувањето на Свети Никола. На лакот што го дели западниот од централниот травеј се насликани до појасни фигури на апостолите во медајони, меѓусебно поврзани со преплет од лоза. Во темето на средишниот травеј е насликана до појасна представа на Христос се движител, кој со десната рака благословува, а во левата носи затворено Евангелие. Под неговата представа на северната страна од сводот е насликан пророкот Мојсей, кој е насликан во дивитисион со круна на глава и таблиците на законот во рацете, а до неговата глава се насликани сијанците и раката Божја, која го благословува и пророкот Арон во одежда на старозаветен свештеник со рацутена палка во рацете. Селото Радожда уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште со работа почнало во 1895 година во црквата Свети Никола, каде што наставата се до 1900 година се одбивала на македонски црковен книжевен јазик, а од 1900 година па се до 1905 година на грко-патријашински јазик, а од 1905 година па се до 1912 година на екзарско-бугарски јазик, а од 1913 година па се до 1914 година на српско-патријашински јазик, за да од 1914 година па се до 1918 година на екзарско-бугарски јазик, а од 1918 година па се до 1941 година на српски јазик, за да од 1941 година па се до 1944 година на бугарски јазик. Во 1944 година во Селскиот дом на културата се отвара првото училиште, каде што наставата се изведувала на македонски јазик. Може ли да се сетиш како да се викаше даскало што те научи да читаш и пишуваш, колку бевте ученици во одделението? Ние бевне саде во нашето одделение, 28 бевне. Иван и Иванка, мъж и жена, после завршив Коте Пејовски. Завршив на него. После продолжив мажена, ако бев овдека, 8 да заврша. И Војсе, учителот и Ристо, тие завршив 8 одделение. Што ти одеше појќе македонски цртање, да речеме, ликовно? Ја бев одлична, немав ја четворка. Немав четворка. Никако. Ја бев прва за на забава, прва за на игранка, прва да завелја за песма. Со што луѓето порано овдека живеа? Што овдека, што работеа? Имаше рибари, па
имавне јаке што су за една овчари, стада имавне многу, имаше 5-6 стада. После се префрле на печалба. Да одат. Јас сум Навне Староски, еден од угостителите во село Радожда, кој си имам собствен бизнис. Пред се, мојата баба што го створила со 3 маси, починала постепено. Тука е татко ми, дел по дел, генерација по генерација, година по година, да се продолжит и да се зачуват нашето нешто во Македонијава. Пред се, нашиот ресторан е Рибен, што служиме претежно само од Охридското наше езеро, Охридската пастанка, што е една единствена во светот. Тука е белвицата, крапот, јагулата и другите многу видови на рибчиња. Она етно храна што е по навод кажано нудите на вашите гости, од каде ја набавувате? Пред се гледаме се тоа биде домашно, традиционално наше. И по тоа сме не само во Македонија, туку во и надвор и пошироко од нашата држава прочуени по домашната храна. Со нашето сирење што имаме овдека во Радожда, една сточарска фамилија што се занимава со овци и ни приготвува сирење. Една ни спрема фамилија се занимава со крави и ни спрема од кравиото сирење. Околу компир од вода, компир, домати, краставица, марула, се е довдека домашно. Секоја втора куќа си спрема домашни домати. Јабучари едноставно наши од нашето село. Нашето нешто овдека во Радожда е што е христијанство село, што гревота е едно мало ваква преубаво парче земја, село, да го оставиме да пропаднит, да изгинит. Тоа беше мојата цел да останам овдека, пред се што моите родители предци го створиле, се потрудиле, а ние да оставиме се така да пропадните многу жално. Мојата фамилија исклучиво се бави со рибарство од одавно. Беше дедо ми рибар, па татко ми, па го наследив ја, па син ми, значи исклучиво со рибарство. Тешко е ли да се биде рибар? Овој занат е многу тежок. Многу тежок, ама е љубовта влезе во рибарството од времето. Порано кога работеше дедо ми, па татко ми, па после влегов и ја. Јас влегов како млад рибар на 15 години. Можа да кажам дека се запослив меѓу во бивша Југославија на 15 години, што ретко можеше некој да се запосли во времето, зашто требаше да имаш лична карта за да имаш 18 години за да бидеш вработен. Јас се запослив, кога завршив основно школа во Радожа, се запослив одма како рибар. Ова сега да ми кажеш, кога беше убаво да речеме кога ќе запловиш низ езерото, со старото кајче, со старите мрежи, или денеска со современиве чамци и со современиот Да. рибарење? Искрено да кажам, и тога беше добро, ама сега со нова техника, со нови мотори, со подруги чамци е многу подобро. На времето се мачевме едноставно со тие мотори, со едно друго. Сега излегува нови мотори, стварно е нешто ептен подобро од поранешното. Ние порано кога одевме со блинкери, јас како млад рибар со татко ми, одевме со 4 мотори. Одевме од Сабајле од 3 сатот, се враќавме во 4 во 5 навечер. Значи цел ден јас имам одено 3 месеци како дете. 3 месеци секој ден на риби, секој ден. Па после едно време се скрати, одевме 6 месеци по 10 дена. Некојаш 10, некојаш 15 дена. Значи се одеше 6 месеци, од мај до новембар се одеше со блинкер се работеше. После продолжувавме со мрежи. Ама беше многу подобро од сега. Се спремате за утре? Да, спремате. Нека е денот за новогодини. Твоето име?
Анđelus. Од која фамилија си? Šopovski. Од Шоповци? Да. Така. Ова село е познато како туристичко село. Да. Што се занимаваш? Што работиш? Туризам. Туризам, а? Колку долго време? А скоро 20. 20 години. Наследно ти е ова или? Не, сами со супругата го имаме основано. Так. Кој ти е куќна слава тебе? Свети Архангел Михаил. Да, Зимски. Зимски, така. Така. Вие, вашето име? Ирена, Од каде сте вие? од село, од Радош, Од која фамилија? Кутановци. Така. А ти, господине? Јас сум од Кумбаровски. Твоето име? Ристо. Ристо, Да. ти си овој член на црковниот одбор. Да, председател на црковен одбор. Така, утре ќе има осветување? Да. Има осветување на црквата Света Недела и ќе биде свечено. Сите поканати имаме. Така? Гости имаме од секаде, има многу луѓе кои ќе бидат присутни на свечениот чин. Кое време? Светуваат, почнуваат церемонијата околу 9 часот, па ќе трајат понатака, после тоа имат и забавен дел од програмата, што ќе биде со музика и други работи. И Јас себе из утрината кога дојдов очекував црковниот одбор да биде членовите на црковниот одбор да биде луѓе по така да речем позрели години, народски кажано. Ама сето млади луѓе. Ти се радува душата? да, ми се радува душата, ние како представници на црковниот одбор, како носители на таа, да речеме, представници сме, а тие младите деца сега се стварно нешто ново за Радожда и Радожда нема да има проблеми за останокот на Радожда со оваква младина. Тие се многу спремни деца, еве се осети и вие како Го почувствував човек тоа. го почувствувате, да, дека е тоа нешто така баш како што треба да биде, да се бориме за Радожда, да направиме се што има потреба, зашто ние сме на таква позиција што нас не е потребно таква работа како што треба да ја завршиме, пошто сме ето и на гранично место, поседуваме на пример многу ресторани, цркви и имаме традиција. Значи селото наше постои можда и преку 1000 години. И се е, например, жалосно да тоа село да го оставиме на забор на времето. Се трудиме и селувањето да биде максимално мало, колку што може. Враќањето на нашите пробале неколку фамилии па се вратиле назад и тоа не радуват нас. Имаме основно училиште кое што ни функционира, имаме сите работи, амбуланта и сите работи. Селото е, речам, европски, може да се каже. На сите би им препорачал да дојдат во вакво место каде што е Радожда. Тоа е прекрасно рибарско село. Луѓето овде се мощни, дружелюбиви, гостопримливи и ве пречекуваат со раширени раце, ако е потребно, вие покажуваат околината, ве запознаваат сите. Едноставно се грижат за вас. Неверојатно е, вели еден турист од Австралија. Се е убаво. Плажите, рестораните, хотелите во Радожда, вели туристка од Франција. Дури и малските маркети се магнет за туристите. Иако мали, добро се опремени и се многу посетувани. Има многу туристи. Доаѓаат од Скопје, од Битола. Има холанџани, французи, јапонци, кинези. Има од секаде. Вели една од работените во локален маркет. Радожда не би била тоа што е, да не е специфичниот риболов. Ловењето со блинкер е особено само за Охридската пастранка. Со вакви блинкери се лови само во Охридското езеро, вели еден од мештаните. Рибарите што туку го донесоа својот плен, сребрено-златна риба, ја красат точките по телото. Кралица на рибата во езерото, најбарана на трапезата е пастранката. Овде се сервира само свежа. Во љубовен сендвич сме,
ставени помеѓу Јабланица и Охридското езеро, па затоа посебноста доаѓа пред се од локацијата. Количината на риба која се лови денеска, се послужува денеска низ рестораните, се конзумира веднаш, секогаш пресна и свежа. Се припрема на разни начини, зависно од сезоната. На крајот од патувањето, верно ќе ве придружува разлијаното сонце, порачувајќи ви дека вреди да се дојде на местото каде што тоа ги капе своите зраци пред заоѓање. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Радожда, веднаш по првата задушница која се паѓа секој господово лето пред Прочка, поточно за да присуствувам на утринската литургија посветена на осветувањето на црквата чие име го носи на светицата Света Великомаченичка недела, со чие осветување чиноначествуваше парохискиот свештеник заедно со свештениците од Струското црковно наместништво и соборниот народ да направам документарен запис. Почитувани мои, документарниот запис од утринската литургија посветена на осветувањето на црквата чие име го носи на светицата Света Великомаченичка недела, со чие осветување чиноначествуваше парохискиот свештеник заедно со свештениците од Струското црковно наместништво и соборниот народ, ќе ви пренесам во продолжение на наредната репортажа.